Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите. Колку од вас кога се молите, некогаш или најчесто, го имате тоа чувство дека се уште недостасува. Нешто кое се уште не сте го направиле, а требало да го направите. Ѓаволот не сака да се молиме со сигурност, сака да се молиме со страв, со двумење и загрижено. И порано ми се случуваше токму тоа. Долги години се молев и ќе продолжам да се молам, но сепак го имав редовно тоа чувство. Па требаше да кажам повеќе, можеби не се молев за вистинското нешто, а можеби не го кажав на правилен начин. И така често пати кога имам повторлив проблем кој знам дека според Словото не е правилен, видите, без разлика на тоа како се чувствуваме, ако тоа што го чувствуваме не е во согласно со Словото, тогаш тоа е погрешно, а Словото е во право. Амин. Например, ако барам од Бог да ми прости за нешто што сум го направила, но се уште се чувствувам виновна, тогаш знам дека таа вина е лага. Божјото Слово не е лага. Бидејќи ако побарав и добив, тогаш Бог е верен. Па без разлика на тоа како се чувствувам, Божјото Слово е она кое е правилно. И се додека продолжуваме да живееме според чувствата и не се соочуваме со лагите на ѓаволот, но само одиме наоколу чувствувајќи се така, тогаш непријателот секогаш ќе биде над нас. Така едноставно одлучив, ако се молам, тогаш нема да го трошам времето откако се молев, да мислам дека молитвите ми се бескорисни. Па ќе размислам и ќе открием што се случува. Едно од работите кои почувствував дека Бог ми ги покаже дека јас ги комплицирав нештата и мислев дека зависи од должината или елоквентноста на она што ќе го кажам. Но тој ме научи дека молитвата, ефикасната, променувачката, динамичната молитва може да биде толку едноставна и толку чудонавидувачки едноставна. Имам едно правнуче и тоа е, мислам дека Джеремија има околу 3 години. Неговата мајка една вечер многу е болел стомакот и лежала во креветот виткајќи се од болка. Тој отишол, ја ставил раката на нејзи и рекол дека ќе се моли за неа. И рекол, Исусе, мама, ауч, амин. Но слушайте, таа рече дека скоро веднаш болката престанала и таа се почувствувала подобро. Всушност, јас дојдов до степен во животот каде еднаш Бог дури ме предизвика, рече, сакам да побараш што ти треба од мене со најмалку можни зборови. Да, потешко од што мислите. Знаете, тешко е кога сте погрешиле да кажете, татко, жал ми е, прости ми за тоа, благодарам. Не, ние сакаме да кажеме, ов Господи, те молам, прости ми, Боже, те молам, прости ми, ов Боже, бев многу лош, те молам, прости ми, ти ветувам дека нема веќе да го правам тоа. Да, ти ќе го направиш. Не трошете си го времето давајќи ветувања кои не можете да ги исполните. Подобро кажете, јас дефинитивно повторно ќе го направам тоа, ако ти не ми помогнеш. Па зашто едноставно не учиме дека моќта на молитвата не е во многу зборови, колку е красноречива или колку е долга. Јас верувам дека е две нешта. Сам дека тоа е вера. Дали верувам дека Бог ме слуша? Дали верувам дека тој се грижи за мене и сака да биде вклучен во мојот живот? Па не можам да ја читам Библијата и да не верувам во тоа. Мислам дека молитвата мора да биде искрена. Ке видите во Словото денес како Библијата вели дека искрената, ефикасна молитва на праведниот човек ослободува, прави да биде достапна огромна моќ. Се допаѓа тоа во проширениот превод на Библијата. Кога ние се молиме,
Огромна моќ е достапна. Огромна моќ е достапна. Веќе знам дека вечерва ќе се молам за луѓе кои имаат проблеми со грбот. Бог веќе го стави тоа во моето срце. И така, кога ќе се помолиме вечерва, кога ќе станам овде и ќе се молам, и сите се согласуваме, огромна моќ ќе биде достапна. Но тоа не зависи само од мене. Вие ќе треба да ослободите својата вера, исто така и да кажете: го примам тоа во Исусовото име. И тогаш ако заминете и помислите: па добро, ништо не се случи. Дали знаете кога вообичаено ја губиме верата? Додека чекаме. Може да се молиме со таква вера. Може многу да се возбудиме и да имаме вера кога ќе видиме манифестација. Но ние ги примеме Божиите ветувања. Библијата вели, преку вера и трпение. И честопати мора да чекаме. Една од работите кои јас научив да ги правам за време на тој изчекувачки период е секогаш кога ќе имам сомнеш, да отворам устата и да кажам гласно: верувам дека Бог работи во мојот живот токму сега. Верувам дека Бог работи во мојот живот токму сега. Ви дадам добри стихови за да го поддржам сето тоа. Но верувам дека тоа е едноставната вера. Бог ме слуша. Тој сака да ми помогне и потоа едноставно бидете искрени за она за кое се молите. Јас мислам дека за тоа е потребна концентрација. Но колку од вас им е тешко да се сконцентрираат 10 минути во молитва? Така ово утро погледна во часовникот, беше 8 часот. И секако знаете, се молев натаму, наваму и тоа е добро. Бог го слуша сето тоа, знаете. Не сакав да имам 10 минути сконцентрирана и непрекината молитва за оваа сесија ова утро. Морав навистина да се решам, да го направам тој и да не дозволам ништо друго да ми го влече вниманието. Мислам, за мене тоа е ревностна и ефикасна молитва. Ревностна не мора да значи викање, не мора да биде плачење. Знаете, читам книги за луѓе кои липаат и плачат при молитва. Мислам дека тоа е одлично. Јас не плачам многу лесно. И така, се надам дека Бог ги слуша моите молитви, иако не плачам. Амин. Мислам дека тоа е ревностна, ефикасна молитва, искрена и сконцентрирана молитва. Кога ние се молиме, зборуваме со Бог. Тајде да се однесуваме како да зборуваме со Него, а не на начинот на кој што се однесуваме кон сите други. Како да им даваме 10% од нашето внимание, а 90% од вниманието на нешто друго. И така, сакав да споделам со вас ова утро и прво го нареков причини зошто молитвите не се одговорени. Но може да го наречеме начини на кои вашите молитви ќе бидат одговорени. Како и да ќе зборуваме за молитвите, првата работа е дека нема никогаш да добиете одговор ако не прашате. Првото кралско правило на молитвата е дека немате бидејќи не барате. Сега се прашувам колку луѓе овде ова утро или можеби оние кои гледаат на телевизија имате огромни потреби во животот, но вие не барате. Можеби посакувате. Па посакувам. Можеби посакувате. Па посакувам. Ја кажувам оваа случка доста често бидејќи ме фасцинира, но се вклопува токму во ова поучување утрово и таа е одличен пример. Запознав жена во трговскиот центар и таа ме препозна од телевизија и почнавме да разговараме. Да, таа беше христијанка. Била во некоја црква веќе, не знам, 15 години, така некако. И така, јас се поставав прашање за трговскиот центар и реков: дали работите со провизија или со фиксна плата? Таа рече: ние всушност работиме за плата, но имаме квота која треба за да ја исполниме. Ако не ја исполниме, ќе добиеме предупредување. Ако се уште не ја исполниме, ќе ја загубиме работата. За мене тоа беше лесно поправање, бидејќи научив многу од Словото и реков: па зошто не се помолиш Бог да ти помогне и луѓето кои купуваат овде да доаѓаат кај тебе? Таа ме погледна на сличен начин, како што вие ме гледате сега, како...
А се што правам е стојам овде и се плашам дека ќе ја изгубам работата. Таа ме погледна и рече: па вред ли е да се молам за такво нешто? Јас реков: душо, со Бог можеш да зборуваш за се што те загрижува. Ако јас требаше да исполнам квота на работа и се што е потребно и некои од муштериите да дојдат кај мене, тогаш зошто да не побарам од Бог да ги прати во мојот правец? Пошто ако тоа не е неговата волја? Па не грижете се и нема да го добиете тоа. Ова денес нема да биде тешко. Ќе научиме да се молиме во согласно со Божјата волја. И знаете, вие може да велите: ако е твојата волја, колку сакат, и не би предложила да го правите тоа ако е, например, нешто што со сигурност знаете дека е во Словото. Мислам дека не мора да се молите: Боже, ако е твоја волја, спаси го син ми. Мислам дека тоа е доста очигледно. Но знаете, јас само се откажав од тие работи. Не се грижам за тие работи повеќе. Јас имам врска со Бога, му верувам. Верувам дека тој ми верува мене. Не сакам ништо што тој не сака да имам. И ќе се молам како дива, луда жена за се што ќе ми падне на памет. Амин. Бидејќи се што може да се земе, јас ќе си го земам. Дали ме слушнавте? Па кога се мислиш дека си, никој. И во тоа е убавината. Апсолутно и незаслужена помалку од ништо, никој. Но кога Бог прави нешта за овој никој и ништо, тогаш ние гледаме неговата слава. Токму тоа е она што ѓаволот сака да го мислите. Па кој се замислуваш дека си ти што се молиш така? Во Јаков 4:1-2 вели: што ги предизвикува несогласувањата? Од каде се војните, од каде се борбите меѓу вас? Пред многу години, кога Бог почна да ми открива од Јаков 4:1-2, можам да ви кажам, мојот живот беше полн со расправи и кавги и недоразбирања. Сега за тоа не станува збор овде, кога го видов тоа, што води до несогласување, војни, непријателство, од каде се караниците, конфликтите и борбите меѓу вас, тоа ме заинтересира. Колку од вас им е потребен повеќе мир во животот отколку што веќе имате? Имате премногу кавги, премногу препирки, многу недоразбирање на работното место, па дури и во црквата, па недоразбирање во домот. Недоразбирањето подразбира карање, жештено несогласување, но исто е гневно потиснато чувство. Го мразам тој дел повеќе од било кој. Тоа е како тој потиснат гнев може да биде дури и во црквата помеѓу луѓето во хорот. Па јас мислам дека треба да бидам водич на славање. Јас можам да пеам подобро, таа не може ни да викне, а јас имам прекрасен глас. Ајде, сега тој вели. Која е причината за сето тоа? Бог не повикал за мир. Исус рекол: мојот мир ви го оставам вам, носете ги вашите обувки на мирот. Тој рекол: дали тие се издигнуваат од вашите човечки желби? Тоа значи телесни, похотни желби. Хајде да поедноставиме. Тоа се нештата кои ги сакаме. Тоа е позицијата, тоа е промоцијата, тоа се финансии. Тоа е да го сакате оно што некој веќе го има. Јаков 4:2. Вие сте љубоморни и посакувате оно што другите го имаат и вашите желби се неисполнети. Тој вели: не го добивате оно што го сакате, нема да го добиете на тој начин. Вие станувате убијци, бидејќи да се мрази е да се убие додека вашите срца се засегнати. Сега да зборуваме малку за сивата зона овде. Велите: па јас не мрзам никого. Но дали го сакате? Па не би рекол така, но не го мразам. Знаете, јас не гледам други опции во Библијата. Тоа е како:
Ти гориш од завист и лутина и не можеш да ја добиеш благодарноста, задоволството и среќата која ја бараш. Пред да го прочитаме одговорот, погледнете, вели. Погледнете што го предизвикува сиот овој немир кај луѓето. Зошто луѓето не се смират и не се задоволни и среќни? Тоа е поради сите работи кои ги сакате, а ги немате. Мислам, ако вие сте несреќни денес, нели е тоа заради нешто што го сакате, а го немате? Ако ова е премногу длабоко за вас, може и да успориме. Колку години јас бев несретна бидејќи мојата служба не е поголема од што беше. Многу години. И знаете што? Ние сме на патување и животот не е само за дестинацијата. Тоа е повеќе за патот од било што друго и вие мора да научите да уживате во патувањето. Тоа значи дека додека сум насочена кон она што јас мислам дека го сакам, Бог можеби ќе направи толку многу во мојот живот што додека да стигнам таму јас ќе сватам дека тоа не е она што го сакам. Некои од вас сладки и преубави слободни дами, само што се убедивте дека не можете да бидете среќни ако не сте омажени. А некои од вас што се мажени 30 години, се убедивте дека не можете да бидете среќни ако останете омажени. Само велам дека, без разлика што имаме, ако не научиме да бидеме задоволни со она што Бог ни го дал во одредено време, реков, додека не научиме да бидеме задоволни со она што Бог ни го дал во одредено време. Го сакам она што апостолот Павле го рекол. Научив како да бидам задоволен. И проширената Библија вели, задоволен до оној степен каде што не сум вознемирен без разлика на состојбата во која сум. Сега тој не рекол, задоволен до степен каде што никогаш не сакам да има промена. Видите, може да сакате да видите промена. Може да сакате работите да бидат различни во животот. Може да сакате да се омажете некој ден, но не мора да бидете несреќни се додека не дојде до тоа. Амин. Немајте бидејќи не барате. Тоа е одговорот на целиот неред. Зошто има толку недоразбирање, кавги, препирки, расправи? Тоа е се што сакате, но не ги добивате. Гледате некои што ги има, станувате љубоморни и завидливи. Сепак не завршувате со она што го сакате. Во што е проблемот? Немате бидејќи не барате. Па не знам за вас, но кога јас го прочитав тоа пред многу години, ќе ви кажам, бева многу телесни работи. Знаете ли што е тоа? Тоа е кога ние се обидуваме да го направиме она што само Бог може да го направи. Можем ли да ви кажам, ако се обидувате да ја промените личноста со која сте мажени, нема да успее. И не успеа. Може понизно да отидете пред Бог. Покорно, многу покорно. Отидете покорно кај Бог и кажете: вака Господи, знам дека имам многу мој проблем. И ако го сваќам ова погрешно, тогаш игнорирај ме. Но те молам тебе да го промениш, Дейв. Или Хенри, или Херберт, или Чарли, или ако сте маж овде денес, Мери Лу, Мери Джейн, Дженет, се едно, ова е за сите нас. Се обидуваме да ги промениме нашите деца. Ако имате 4, сите 4 се тотално различни. И сакате да бидат како нас, а се уште не ни се допаѓа кои сме ние всушност. Леле, нема ли да е вистински кошмар ако сите во куќата се како тебе? Па ви велам, речи се убив со тие телесни работи. Кога го видов тој стих, Божјата радост ми ја обви душата. Немате бидејќи не барате. Сега, има малку и страв во тоа, бидејќи постои нешто како, а што ако сакам нешто, но Бог не сака да го имам? Што ако го сакам тоа, но Бог не сака да го имам? Може би да се обидам да си го земам самиот во случај ако Бог не го направи тоа.
Знаете, ние ќе се молиме. И секогаш сакаме резервен план, нели? Во случај Бог да не го исполни, имаме резервен план, план Б. Никогаш не можете да уживате во животот додека не излезете од телесните дела и научите дека немате бидејќи не барате. И не плашете се да побарате од Бог. Тој ве сака и тој сака да ви помогне. Знаете, малите деца бараат многу работи кои не се добри за нив и родителот едноставно не им ги дава. Ако Бог не ви даде нешто што сакате, тоа е од љубов. Тој нема нешто против вас. Тој едноставно знае нешто што вие се уште не го знаете. Хајде сега. Бог може. Ефесијани 3:20 вели. Бог може да направи прекумерно изобилно над се што ние би можело некогаш да помислиме. Да се надеваме, бараме или мислиме во согласност со неговата моќ која работи во нас. Исус рекол: барај. Знаете, понекогаш ако ми треба молитва во животот или мојата вера да ја вметнам во молитва, знам каде во Словото вели барај. И јас ќе ги извадам стиховите и ќе ги прочитам. Ги имам сите утрово, но немам време сите да ги кажам. Но зборот бара значи да тражи, да посакува, да повика. И ова ми е омилено. Да го присвои тоа што веќе е твое. Бог веќе не снабдил со се што ни треба. Кога одам во банката и моите пари се таму, замолувам љубезно, на сушност го барам оно што веќе е мое. Но немате бидејќи не барате. Може да примаме и да предпоставуваме со Бог. Јас ја добивам неговата помош кога се покорам себе си ја барам од него. Не можам само да предпоставам. Па ако Бог сака да ми помогне, тој ќе ми помогне. Покорните ја добиваат помошта. Јас барам од Бог да ми помогне. Боже, помогни ми. Не знам за вас, но мене ми треба многу помош за да поминам низ само еден ден. Без разлика кој си, или што си направил во животот, или што и да ти треба, ти можеш да зборуваш со Бог за тоа и тоа е она што го нарекуваме молитва. Божјото Слово вели дека ние треба да бараме. Толку едноставно, а сепак толку моќно. Марко 11:24 вели: затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте, имајте доверба самоуверено дека го примивте и ќе го добиете.